Така, како што најавивме, токму на оваа тема гостува градоначалникот на Валандо, господинот Перо Костадинов. Добре дојдовте во нашето студио, ви благодарам што се одзвавте на поканата. И првото прашање кое што можеби и природно се наметнува е, вие веднаш реагиравте по протестите, по отпорот на кој најде, нели, сместувањето на децата со попреченост во Тимјаник. И вашата реакција беше дека отстапувате простор за, нели, за соодветен дом да се изгради за овие деца. Зошто се одлучивте на ваков чекор и како најде тоа најде ли на разбирање од Министерството за труд и социјална политика, односно контактирате ли со министерката? Така, најпрво да ви се заблагодарам за поканата, навистина ми е драго што сум од денес ваш гостин. Околу вчерашните случувања за кои што се крена навистина, нели, голема врева во јавноста, изреагирав разбазана, мислам, чиста емоција. Имав простор неколку минути да го погледнам сето она што се случуваше во населеното место Тимјаник и сметам дека и ние како општество веќе е време да реагираме многу побрзо и да ги испраќаме оние вистински правилни пораки, пред се позитивни вредности кон кои што треба да се стремиме. Сакав да покажам дека широко ги отвараме ние како општина вратите и да упатиме порака пред се до сите оние кои што на некој начин со страв и со скептицизам гледаат на сите тие работи, ете на тој процес кој што ете го поздравувам, кој што го води Министерството за труд и социјална политика, дека едноставно со тие процеси само нудиме еднакви шанси за сите. Тоа е наша обврска пред се и како политичари, и како функционери, но пред се како луѓе. Ние на крајот на краиштето треба да сватиме дека само заедно и само во кохезија и со подадена рака можеме да се менуваме како општество и затоа го испратив тој апел. Разговарав со Министерството. Министерството наредниот период не е само, например, населеното место Тимјаник, туку тоа го планира во многу други населени места и денес сме во интензивен контакт, така да наредниот период ќе се случуваат и посети баш и во нашата општина и во други општини, бидејќи после вчерашниот ден и многу други и градоначалници и општини ја понудиле својата општина како простор каде што може да се прават вакви згрижувачки хумани домови во кои што, нели, преку кои што ќе се случува деинституционализацијата на овие лица и ќе се понуди подобра социализација и инклузија во општеството на овие лица, така да се надевам дека спиралата почнува да оди позитивно и дека како општество ќе правиме позитивни промени. И сега човек со ваши размислувања, кои што ваков исчекор направи, гледајќи ги овие сцени каде што жители на одредено населено место протестираат практично против децата со попреченост, со пречки во развојот, какви чувства тоа буди кај вас? Па јас не ги обвинувам тие луѓе, бидејќи многу работи треба и да се објаснуваат и ништо не може да се случува преку ноќ. Значи мора сите заедно да посветиме многу повеќе внимание и на едукацијата и на пренесувањето на како да ги наречам, некои си позитивни и негативни страни од процесите кои што наредниот период ќе ги започнеме или кои што треба да ги започнеме. Така да мислам дека кога ќе се седне уште неколку пати на маса со сите тие луѓе и кога ќе им се објасни дека може да биде бенефитот и за нив многу поголем, не само што хуманата страна што им се помага на децата со попреченост, нели, голем, дека и тие самите ќе ретерираат. Така да мислам дека започнува еден позитивен процес и тренд. Владе во многу области, не само во оваа област, кај нас едноставно неоснован страв. Сметаме дека
нели ние најчесто и како општество се занимаваме само со измислени имагинарни проблеми, не со суштината. Мислам дека треба реално да започнеме и чекор по чекор да решаваме вистински проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Една од тие групи на кои што треба како општество да им помагаме, неминовно и недвосмислено е и оваа група. Така, дека недостатствува до едукација на населението кога станува збор за вакви прашања, беше пораката и на министерката Царовска, меѓутоа представникот од УНИЦЕФ смета дека всушност причината за ваков отпор е можеби екзистенционалните проблеми со кои се опременети граѓаните. Би се согласили ли вие со оваа констатација? Па тоа сега неминовно ќе мора да биде анализирано многу пошироко и социолошки и во поширок општествен контекст. Ние мораме да правиме веќе генерализирани општествени проекции каде би се движеле и тоа да биде опфатено во еден контекст кој што во себе ќе ги вклучи и економијата и социјалниот аспект и културниот аспект, така да сигурно има вистина и во тоа, но ни требаат многу подобри пред се базични анализи врз основа на кои што ќе се движиме натаму. Затоа кон овие проблеми со кои што се соочуваме, сметам дека и дигањето на гласот и од едната и од другата страна, нели, и министерството во конкретниот случај да ги објасни позитивните страни и населението да потенцира што би можело да биде потенцијална опасност, носење на правилно решение на крајот. Така да ние како општество, можеби изминатиот период ни фалеше дебата, мора да дискутираме многу повеќе и само така ќе ги решаваме работите. Да, по вчерашната интервенција министерката Царовска рече дека не е важно дали конечно ќе се изгради тој дом во Тимјаник, меѓутоа важно е дека од ова ќе успееме да пораснеме како општество. Дали се согласувате дека ние учиме од сопствените грешки и дали очекувате разумот да... Ние во минатото не учевме од сопствените грешки и се надевам дека од ова ќе пораснеме и дека ќе чекориме напред. Ми се допаѓа и критичката маса која што ја формираме веќе како општество, која што е многу гласна за најразлични проблеми. Тоа е многу битно да го имаме, бидејќи изминатиот период во кој што јас лично сум бил соочен да реагирам кон одредени работи кои што сметам дека се погрешни. Многу малку имавме и простор и канали преку кои што можеме да бидеме слушнати, така да мислам дека се движиме во една позитивна насока од тој аспект и треба само дополнително да се работи. Во голема мера и самите носители на јавните функции, значи на било кое ниво на власт тоа да се работи, треба да го поддржат и да го забрзаат тој процес, значи да бидат многу по-транспарентни и многу по-отворени со јавноста. На крајот на краиштата, тие се само представници на граѓаните и треба да работат исклучиво во служба на граѓанскиот интерес. И додека функционерот, односно политичарот, бега од одговорноста која што му е дадена од граѓаните, тога само продлабочуваме проблеми. Така да мислам дека сите заедно мора да се вклучиме во тој некој си инклузивен процес. Тука би ги ставиле неминовно и граѓанските организации и вас како новинари за навремено да се алармира за многу состојби. Треба сите заедно да го напуштиме тоа канцелариско работење. Ете конкретно кога зборуваме, нели, нека се тоа и медиуми, да се препишуваат, да се преземаат вести, туку многу е побитно и позитивниот пример кој што го зборувавме на стартот, кога директно се алармира и се ставаат на пиедестал многу повеќе аспекти на еден проблем и тогаш решението кое што се носи на крај може да биде само поисправно. Да, колегата практично буквално директно ја запозна жителката со децата против кои протестира. Дали сметате дека можеби поради тоа што можеби никогаш никој од нив немал контакт со нив, дека поради тоа всушност е најголемиот отпор? Па најголемите стравови во животот во суштина се стравовите од незнаење, од тоа што не се има до крај сите информации или
по стручно да се изразиме, се имаат асиметрични информации, односно погрешни и нецелосни информации, така да затоа во целеден тој систем и процес ќе ни биде потребна будност баш буквално од сите. Повторно би се навратил околу вашата понуда за отстапување на простор. Каков конкретно простор вие понудивте да отстапите и дали пред да ја донесете оваа одлука го опипавте, да речеме, пулсот на вашите сограѓани во Валандово, да евентуално дали тие би биле потолерантни или пак може би наишле на истиот отпор? Јас би бил неискрен кон себе си кога не би рекол дека бев инициран така да постапам вчера, баш по реакција на граѓани. Мене ми се јавуваа мои блиски пријатели кои што го понудија тоа како решение веднаш сите заедно, бидејќи јас во тој момент не можев ни да го следам нели целиот настан кој што се случуваше во Тимјаник. Луѓе кои што го следеле едноставно ме наведоа на тој чекор и така да мислам дека општина Валандово неминовно е спремна да го направи тој исчекор. Во општина Валандово функционираат веќе дневен центар за лица со попречено. Сега тука се работи нели за згрижувачки домови, се со цел во помали групи подобро да се социализираат лицата со попреченост, така да ние и во претходните контакти кои што ги имавме со Министерството за труд и социјална политика имаме многу планови во таа сфера. Значи кај нас функционира дневен центар, сакаме тоа да биде институционализиран на начин во кој што ќе бидат решени сите односи во него и на кој начин тој ќе се финансира, бидејќи голем дел од проблемите со кои што се соочуваме се и системски и институционални. Општината, односно Советот на општината пред 3-4 месеци даде согласност за формирање на општински солидарен фонд, значи формирање на фондација која што ќе биде баш задолжена да им помага и да нуди помош пред се и финансиска на најсоцијално загрозените и болни лица на територијата на општината, така да мислам сите заедно треба да ги отвориме срцата и да ги расшириме рацете за да покажеме нели вистинска и позитивна вредност како општество. Така, практично кажано, вашата понуда е понуда на граѓаните на Валандово. Да, апсолутно. Вие на функцијата стапивте по локалните избори и вашата изјава беше дека наследувате општина со економска стабилност, меѓутоа урнисана во друг поглед. Дали Валандово тогаш успеа да закрепне барем дел од тие урнисаните делови кои што ги спомнавте? Вака, генерално за разлика од моите колеги и нови градоначалници кои што наследија пред се буџети кои што беа во негатива, јас не наследив таков буџет, туку наследив фискално стабилна општина, но генерално еден буџет кој што не може да продуцира доволно развој. На сите нас, мислам, на граѓаните на Република Македонија, им е јасно кои се клучните проблеми за развој, тоа се економските. На нас ни е потребно животниот стандард да ни оди нагоре и затоа сметам дека подобрувањето на општествено-економските услови и амбиенти е поле на кое што сите заедно наредниот период и на микро и на макро ниво треба да се насочиме. Изминатиот период од нешто над 6-7 месеци веќе ние се трудиме да го подобриме амбиентот. Проблеми има многу. Многу од населените места, па и самиот град, конкретно ако зборуваме за Валандово, се соочуваат со инфраструктурни проблеми, но мислам дека кога ќе ги поставите нели целите како што треба и кога одите чекор по чекор, а не со инстант мерки кои што носат нели само гол популизам и ситни дневно политички поени, резултатите неминовно ќе дојдат. Можеби нема да дојдат веднаш, но ќе дојдат понатаму. Мојата филозофија на функционирање е дека апсолутно најбитни вложувања се
вложувањето во децата, во најмладите генерации, за да создадеме и млади, и образовни, и пред се здрави граѓани, кои што во иднина ќе знаат и ќе мораат рамо до рамо да се носат со модерниот и цивилизиран свет. Рудникот Казандол е сега минато, практично поради овој проблем и Валандово и регионот беа во фокусот на вниманието изминатиот период. Меѓутоа сега со тој проблем затворен, што останува како најголем предизвик на општината? Па општината има потреба, како што реков и во претходниот одговор, од економија, има потреба од нови производствени капацитети. Ние работиме на тој план заедно во поддршка нели со владата. Наредниот период ќе има откривање на нови инвестиции кои што ќе дојдат во Валандово и кои што ќе бидат баш во оние сфери кои што создаваат многу поголема додадена и акцелераторска вредност во економијата. Изминатиот период Валандово беше во фокусот со рударскиот комплекс Казандол, но мислам дека тоа е уште една голема лекција која што граѓанството ете баш од Валандово им ја даде на сите граѓани дека едноставно на Република Македонија дека едноставно мора да се борат за своите права и дека мора да го кренат гласот. Едноставно најеколошката средина во Република Македонија без да биде консултирана се соочи со опасноста да добие крај себе Г1 и тешка и загадувачка индустрија. Мислам дека на сите им е јасно општина Валандово е позната баш по своите земјоделски производи. Ние имаме толку многу производи со кои што можеме да се пофалиме во светот, како што се сокот од калинка или виното, ракијата, така да мислам дека тоа е една голема порака која што повторно ја испративме и многу е битно во целиот тој процес што владата едноставно го артикулираше гласот на граѓаните. Бидејќи тоа беше многу тешка борба, бев во неа од самиот старт и нели можеби како проблем беше и за новата влада, бидејќи таа не ги носела тие одлуки, но едноставно мораше да ги решава тие работи, но пораката е пратена и ќе кажам се додека ние како општество решаваме реални проблеми, баш овакви какви за кои што зборувавме на стартот на денешниот разговор, ќе нема проблеми дека се движиме во правилна насока. Вашата возраст и енергичност и вашата цела борба околу Казандол и практично вашите неколку постапки како што беше она за 8 март кога наместо да подарите подароци на општината, всушност тие пари ги дониравте за спречување на насилството врз жени, тоа практично ве смести меѓу милениците на политичката сцена. Сега некои ќе речат дека можеби дел од овие ваши постапки се само поради публицитет. Како реагирате вие на тоа? Јасно ми е се, бидејќи сме нели мала како земја, се уште учиме како да чекориме. Јасни ми се двете страни на медалот, дека тоа може да биде доживеано така, но јас ќе кажам дека се додека има простор да создаваме позитивни примери кои што ќе отворат спиралата кон многу други, едноставно сметам дека потезите се исправни. Нека бидат тоа и најситните и најбаналните примери. Ние едноставно мораме да ги ставиме на пиедесталот како општество позитивните работи. Мислам дека на ова општество му е доста и зло и поделби. Ние имаме поделби по секаков можен основ и ние и за тие работи мораме да дискутираме. Ние може би сега ќе звучи пребанално, но брат со брат сме подготвени да се поделиме за баш буквално банални и небулозни работи, така да секој позитивен пример, мислам дека треба да биде поздравен и да се следи. Јас секој позитивен пример исто така го поздравувам и го следам. И за крај, кога сме веќе кај Казандол, пред да влезете во студиото, ја прочитав информацијата дека веќе сте подпишале договор за изградба на училиште во селото. Еве доколку може повеќе детали околу тоа да откриете и што тоа всушност ќе значи за
тоа населено место? Па, многу населени места се соочуваат со недостаток на базична инфраструктура и пред се на институционална инфраструктура. Ако претходно реков дека ние треба да вложуваме во децата, во детската заштита, се извинувам, во социјалната заштита, ние пред се мора да обезбедиме квалитетни инфраструктурни и институционални услови за да се спроведува сето тоа. Населеното место Казандол е едно од најмалите во општина Валандово. Таму живее население кое е многу кротко, а целосно напуштено. Од кога велам напуштено мислам пред се од креаторите на политиката. Ние конкретно училиштето во Казандол во зимните услови протекуваше целосно и таму не можеше нормално образовниот процес да се изведува, така да ми е многу драго што заедно со поддршка на турската владина агенција ТИКА ќе го решаваме тој проблем и наредниот период ќе биде изградено ново училиште, што ми е навистина многу драго. И тоа се деталите околу тоа училиште. Тоа е можеби мало населено место, но секој еден е важен. Така, тука би ви се заблагодарил за вашето гостување и како и останатите гости ќе ви испратам со еден мал подарок како сеќавање за вашето гостување. Тоа е политичкиот трилер Времето на Перонов и да се надеваме дека такви политички времиња нема да бидат реалност во нашата земја. Уште еднаш ви благодарам што се одзвавте на поканата, а ние почитувани се враќаме во студио 1 и со останатите содржини веднаш по кратката пауза.